дојдовте на мундијалски вести на Слободен печат. На мундијалот нема мали приказни, нема обични надпревари. Секој ден носи нова драма, нова надеж и ново разочарување. Една топка, еден момент, една одлука може да ја смени судбината на цела репрезентација. Аргентина беше пред бездната, но се врати со карактер на шампион. Египет сонуваше за историја, но остана без четвртфинале. Швајцарија и Колумбија решаваа битката со нерви од белата точка. Сега остануваат само 8 селекции, 8 соништа и една светска титула. Аргентина приреди неверојатен пресврт и остана во игра за одбрана на светската титула. Гаучосите со 3-2 го совлада Египет во еден од најдраматичните надпревари на мундијалот и обезбедија место во четвртфиналето, иако до 79-та минута има негатива од 2 гола. Египет одлично го отвори надпреварот во Атланта и поведе уште во 15-та минута. По центар шутот на Атија. Јасир Ибрахим беше највисок во 16-тникот и со удар со глава го совлада аргентинскиот голман за водство теренот. Аргентина веднаш доби идеална можност да израмни. Судијата покажа на белата точка, но Лионел Меси не успеа да го реализира пеналот. Голманот Мостафа Шобеир одлично реагираше и го запре неговиот удар, а до крајот на првото полувреме египтјаните успешно ја сочуваа предност. Меси ја погоди стативата слободен удар, додека Шобеир беше сигурен и по обидите на Мекалистер и Алварес. Во второто полувреме Египет продолжи дисциплинирано да се брани и да чекаа шанса од контранапади. Во 58-та минута Мустафа Зико постигна гол, но по интервенција од ВАР беше утврден прекршок врз Лисандро Мартинес, па погодот беше поништо. Сепак, само неколку минути подоцна Египет повторно стигна до гол. Во 67-та минута Зико доби одлична топка во празен простор. Излезе сам пред голот и рутински реализираше за големо водство од 2-0, со што Аргентина се најде на работна елиминација. Кога изгледаше дека светскиот шампион ќе го заврши настапот, следуваше спектакуларен пресврт. Во 79-та минута Лионел Меси одлично центрираше, а Кристијан Ромеро со удар со глава намали на 2-1 и ја врати надежта кај аргентинците. Само 4 минути подоцна пристигна израмнувањето. По мешаница во египетскиот 16-тник, топката стигна до Лионел Меси, кој непосредна близина ја испрати во мрежата за 2-2 и целосно го промени текот на надпреварот. Во моментот дека сите очекуваа продолжение, Аргентина зададе уште еден удар. Во втората минута од судиското надополнување. Лаутаро Мартинес асистираше, а Енцо Фернандес со прецизен удар со глава го комплетираше големиот пресврт за конечни 3-2 и огромна радост на аргентинските навивачи. Лионел Меси покрај пласманот на Аргентина во четвртфиналите испиша 2 неславни рекорда на светските првенства. Капитенот на гаучосите не успеа да реализира пенал против Египет, со што стана првиот фудбалер во историјата кој промашил 2 пенали на седно светско првенство. Промашувањето во 19-та минута беше четврта, но неуспешно изведен пенал на Меси на мундијалите, најмногу од кој бил играч до сега. Претходно не беше прецизен против Исланд во 2018 година, Полска во 2022 година и уште еднаш на актуелниот шампионат. Иако за себе има 31 настап, 21 гол и 9 асистенции на светските првенства. Пеналите остануваат една од ретките слабости во кариерата на аргентинската легенда. На мундијалите реализирал само 4 од 8 удари од белата точка. Сепак, Меси успеа да се искупи во продолжението на надпреварот кога го постигна изравнувачкиот погодок во големиот пресврт на Аргентина против Египет. На ниво на целата кариера Меси има реализирано 116 од вкупно 150 пенали, што представува успешност од околу 77%. И покрај негативните рекорди аргентинскиот капитен и понатаму е меѓу најдобрите стрелци на влијателните фудбалери во историјата на светските првенства. Селекторот на Египет Хосам Хасан жестоко реагираше по драматичниот пораз од Аргентина со 3-2 во осмина финалето на светското првенство. По надпреварот, Хасан упати сериозни обвинувања кон организаторите и судиите, тврдејќи дека надпреварот бил режиран во корист на актуелниот светски шампион. Египетскиот селектор смета дека неколку судиски одлуки директно влијале врз конечниот исход и дека неговата репрезентација била оштетена во клучните моменти од средбата. Неговите изјави веднаш предизвика силен одек во светската фудбалска јавност и се очекува ФИФА да го разгледа случајот, бидејќи ваквите обвинувања кон судиите и организаторите може да повлечат дисциплинска постапка. Со оваа победа Аргентина обезбеди место во четвртфиналето на светското првенство, каде ќе игра против Швајцарија. Гаучосите остануваат во трката за одбрана на светската, откако уште еднаш покажа дека никогаш не сме да бидат потпишани. По надпреварот свој коментар даде и капитенот на Египет Мохамед Салах, кој не го криеше разочарување од судењата во драматичниот пораз од Аргентина.
Искусниот напаѓач смета дека неговата репрезентација била оштетена за чист пенал во клучен момент од надпревар и дека главниот судија Франсуа Латексие одбил да ја преиспита спорната ситуација. Салах истакна дека критериумот не бил ист, посочувајќи дека слична ситуација претходно резултирала со поништен гол за Египет. Според него, токму тие одлуки имале големо влијание врз конечниот исход. Швајцарија е последниот патник во четвртфиналето на светското првенство, откако по подобро изведување пенали елиминираше Колумбија. По 120 минути игра без голови, швајцарските фудбалери беа посмирени во пенал рулетот и обезбедија место меѓу 8-те најдобри селекции. Надпреварот не пододи многу возбудување, бидејќи двете репрезентации игра предпазливо и повеќе внимава да не направат грешка, отколку да ризикуваат во нападот. Најдобра можност ја имаше Колумбија во продолжението, кога Кампас излезе сам пред гол, но не успеа да ја искористи големата шанса. Во пенал серијата прв промаши Давинсон Санчез за Колумбија, а потоа Анканџи не реализираше за Швајцарија. Решавачкиот момент се служи кога Луис Диас не успеа да погоди, пошто Рубин Варгас беше сигурен од белата точка и им донесе големо славие на швајцарците. Битката за златната копачка на светското првенство влегува во завршницата, а на врвот на листата сега е Лионел Меси со 8 постигнати голови. Аргентинскиот капитен со голот против Египет се издвои пред конкуренцијата и направи важен чекор кон признанието за најдобар стрелец на турнирот. Веднаш за него се Ерлинг Халанд и Килијан Ембапе со па 7 погодаци, додека Хари Кейн останува во игра со 6 гола. Одличен турнир има и Джуд Белингем, кој како играч од серијниот ред веќе 4 пати ја затресе противничката мрежа. Од друга страна Кристијано Роналдо го заврши мундијалот со 3 гола, а под очекувањето остана Ламин Јамал и Луис Диас, кои покрај големиот број удари имат скромен голгетерски ефект. Порече се еден месец времен фудбал и повеќе од 90 одиграни надпревари. Мундијалот добива заслужен ден одмор. Следува кратка пауза пред спектаклот наречен четвртфинале, каде останаат само 8 селекции и само една цел – светската титула. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Следете ги сите мундијалски вести на сајтот на Слободен печат.